Сега ќе кажеме и за услови на абдесот, и ова накратко, зашто имаме 10 услови на абдесот. Ако ги броиме вака не, некој ги вклучи 3 заедно, па потоа затоа овде пишит, колку пишит овде? 8. Затоа што некој ги вклучи 2 заедно. Ги вклучат во еден услов. А ние ќе ги делиме за полесно да е, ќе ги делиме на 10 услови на абдесот. Првиот услов, првиот услов, што значи услов? Шарт. Условот е од шартовите на шартови на абдесот. Услов значи без овој услов абдесот не ти е валиден. Па ако не е валиден абдесот, не е и валиден и намазот. Добро, првиот значи исламот. Првиот услов на абдесот е ислам. Според тоа абдесот не се смета валиден за неверникот или од неверникот. Не се смета валиден абдесот од неверникот. Разум, вториот услов е разум. Според тоа абдесот од безумениот не е валиден. Например, кој е безумен? Безумениот, еден човек, например, што е безумен. Според се гледа дека тој не може да размислуваат. Добро, имаат проблеми така или така Аллах субхана таала ги има створено, или пак потоа се имаат правено. Има стигнано до тој степен да се рачуни дека е безумен. Добро, ако овој безумениот земат абдесет додека е во состојба на уште е безумен, не е стабилен во мозокот, зема абдес. Потоа Аллах субхана таала го лечи. Абдесот валиден уставно или му наредиме да земат нов абдес? Нов абдес. Зашто? Затоа што кога земал абдес беше безумен. Сега му се врати умот, треба да земат абдес одново. Исто пак пијаниот. Пијаниот, еден губи свест од пиење. И земат абдес додека е пијан, а тој е безумен сега. Тој се рачунува безумен сега, ако е пијан. Земат абдес. Дали му е валиден абдесот? Не му е валиден. Ако му иде свеста после од кој ќе земат абдес е пијан, после му иде свеста. Дали треба да земе нов абдес? Треба да земат нов абдес. Или пак некој што спиет. Ама ова спиење е болест. Значи не осетвит ништо. Правит некој например, ги правит некој работа си стан вид, си ој да земе абдес, ама овој е болен, не осетвит ништо во спиење. Не знае дека има земено абдес. Ова е ретки случај, може да се деша, не е често. Добро, дали абдесот негов е валиден? Не е валиден. Или пак оној што губи свест од апчиња. Тој нема губено свест, значи не осети ништо. Тој е во овој живот, ама се понаша како безумен од апчињава, од некоја дрога или од некој нешто. Што му велиме на овој? Овој зеде абдес. Сега кога ќе му се врати умот е добар, ќе му речеме оди понови абдесот, затоа што ти додека земаш абдес беше безумен. Третиот услов, овој треба да ги памтите, браќа, зашто треба да знаете кога имате абдес, кога немате абдес. Овие се услови, главни услови на абдесот. Првобитна возраст. Првобитна возраст. Според тоа абдесот од детето кое не достигнало првобитна возраст, а тоа се годините кога може да ги распознава работите. Учењаците го определят некој на 7 години, а некој велат мојти и помал. Имат различни мислења на учењаците, но Аллаху алем најточно мислење е 7 години. Зашто 7 години? Зашто пратеникот саллаллаху алейхи ва салем вели наредите им на вашите деца да клањаат намаз кога? Кога исполнат 7 години. Пред тоа не велит да им наредите да клањаат намаз. Добро, кога ќе клањаат намаз на 7 години, пред тоа што треба? Да земат абдес. Значи треба да е во првобитна возраст, што знае да ги разликуваат работите. Ова е третото. Четвртиот услов е ниетот, намерата. Ниетот се кажува со срце. Ниетот се кажува со срце, а изговарањето на ниетот пред абдесот е новотарија. Бидат. Наречеш јас ќе одам, о Аллах, ниетив да земам абдес сега за тебе, затоа ќе го клањам пол ден. Ова е бидат, новотарија. Не е пренесен од пратеникот, не е пренесен ниту асхабите, не е пренесен ниту пак од имамите. Од 4 школи на
мезебите. Добро, намената ниетот според шаријатот служи за две работи. Ниетот служи за две работи. Да се разликуваат ибадетите од обичните дејства, навики. Како? Што значи тоа? Например, на некој ој чешмата и ги мие деловите на абдесот, ама ниетот не може за абдес, целта е да се освежи. Не за да клања намаза да земе да му е ниетот за абдес, но да се освежи. Ето горештина сега на лето, му текви так на чешмата. Бам, ги мие деловите на абдесот. Му велиме овој ти е адет сега, навика, не е ибадет. Пред тоа треба да миетиш со срце дека овој абдес го земиш, ако иде сега времето на намазот и још да земиш абдес за намазот, овој ти е ибадет. Не треба да изговораш, не треба да му кажеш на Аллах. Кажаме каде се изговарат ниетот, на две места, каде? А? За хаџ и умре, добро, и другото место каде се изговарат ниетот? Колење на курбан. Зашто пратеникот саллаллаху алейхи на овие два места имат изговарање со уста. Рече Аллах, едниот курбан кога го коли, рече Аллах, овој за мене и за мојата фамилија, овој другиот за мојот умет, за сите оние кои немаат могуćност да колет курбан. Пратеникот саллаллаху алейхи го изговара. Добро, ако некој го заборава да вели со уста и во овие два места, имат само со срце, доволно му е само со срце. И другото е, значи првото е да се разликуваат ибадетите од обичните дејства, и второто е да се разликуваат нивните степени меѓу себе. Зашто некој дава садака, например, целта му е да го гледаат луѓето. Овој не му се креват, овој садак не му се прифат. Овој другиот дава 1 денар дава садака, овој другиот дават милион. Овој милион дава за да му се пиши името на бандера, овој другиот дават 1 денар ама за Аллах. Овој повеќе тежи кај Аллах. Значи степените се различни, да се разликуваат степените меѓу ибадетите. Добро. Петиот услов чистечка вода. Ова кажавме кога зедевме за водата. Водата треба да е чистечка вода. Чиста во нејзе, што ги чистити и другите. Шестата, отстранување на се што спречува допир на водата до кожата. Све што спречува допир на водата до кожата, треба да се отстранува, да се чисти. Како, например, што пишите овде? Што пишите овде? Овде пишит во сокот. Тестото. Жените. Се додека му се рацете со тесто, да да земат абдес. Додека не ги има чист, не. Абдесот не му е валиден, затоа што тестото спречува допир на водата до кожата. Исто друго што пишите овде, лакот врз ноктите, ова кажавме. Лакот врз ноктите кај жените и слично. Или пак, например, некои бои за фарбање, коли, куќи, врати, и ти се рацете нешто, ти се прават со боја. Немаш абдес додека да кај чистиш, за да има допир на водата до кожата. Исто некои мајстори, механичари, како улјето, некои маснини, улје, или некој маст, што го употребуваат тие мајсторите, овие масти создаваат на раката слој, што спречува да допре водата до кожата. Или пак исто некои медицински фластери. Овие медицински фластери се две врсти. Долготрајни, овде додека земаш абдес, например, гипс на раката, или или врзење на раката. Сега, ова е подолго, 1 месец треба да трајте. Овде само мес му даваш на местото тука. Го миеш овој дел, ваму му даваш само мес. Не треба да го истаиш, па да го миеш, па не, зашто ова е штета сега. Помислиш на штета, мојот водата да те оштетви. Или имаш некоја рана длабока, немој водата допир на водата. И имат исто привремени фластери, медицински. Кога земеш крв, овде ти земеш крв, и овој цел ден фластерот овде, заш ки знаат колку голема рана имат овој. И кога земат абдес пред, овде вака. Овој му вериме на овој што прави така, немат абдес. Медицински фластери ове лесни, например, крв за анализи. Ова не, ако ја исташ последна минута да ја исташ, ни една штета нема. Овој мора да го исташ пред да земет абдес, не сме да прави само допир на
той фластер. Ясно? Значи ovo je шестиот услов, странување на све што спречува допир на водата до кожата. Седмиот услов, чистење по извршената нужда со вода или со камчиња. Значи ако некој изврши нужда, мора да се чисти пред да земат абдес. И осмото и ова е битно, последователност при миењето на деловите на абдесот. Ова значи, што значи последователност при миењето на деловите на абдесот? Ова значи човекот да зема абдес со или без прекин, со непрекинување. Значи да не се остава долг временски интервал во кој според обичајот делот од телото се суши. Значи другото, кога ќе оди да го миет другиот дел на телото, веќе лицето се имат сушено. Значи без долги паузи помеѓу, така што кожата не треба да се суши пред да се измие следниот дел. Што значи да ова пример? Селамун алейкум. Овој ниетит да земет абдес. И овој да земат абдес. Почвит, бисмила, рацете, устата, лицето, телефонот му текнал на некој другар да му звонит. И овој бисмила, телефонот си во креват, салам алейкум, како си, шо правиш? Додека зборви тој, веќе лицето се суши. Се суши лицето. Сега, алейкум селам, го исклучи телефонот. Му велим абдесот не ти е валиден. Зашто? Зашто немаш последователност на примиењето на деловите на телото. Мора пред да се суши другиот дел на телото, ти да продолжиш со другиот. Добро. Ако е горештина, например. Горештина е. Додека овој го миет, сега ги миет рацете, лицето му се суши. Абдесот му е валиден или не му е валиден? Ова е прашање интересантно. Добро, кога е од него, тој си го прави намерно, значи зборови на телефон, или пак жената, земи абдес, стигни до лицето и му текфит нешто в кујна млекото. Прави. Се турит млекото. Трчат до таму, се вратит, гледат лицето уште му капит вода. Продолжи, нема проблем. Се продолжи. Ама ако гледа дека му се имат исушено лицето, одново абдес, или пак рацете, или било кај, фарз на абдесот. Добро, што велиме? Ако сам се суши од горештина, не од него, значи не е од дејство од него, велиме абдесот му е валиден. Ако се суши сам, не од него, тој не го остави намерно, него времето е така, се суши одма, му велиме абдесот му е валиден. Зашто? По кој доказ овој? Затоа што пратеникот саллаллаху алейхи веселем виде кај еден од асхабите над ногата овде, негова виде еден дел колку еден дирхем, вака, мал. Немаше допрено водата. Пратеникот саллаллаху алейхи веселем што му рече, оди понови го цел абдес. Зашто? Зашто се има сушено делата други на абдесот. И му рече, оди, понови го абдесот. Добро, ова е деветиот услов е редослед при миењето на деловите на абдесот. Редослед, мора да имаш редослед. Како редослед? Како што ни е дојдено во ајетот и во хадисите на пратеникот саллаллаху алейхи веселем. Например, што треба да миеш прво? Аллах што вели во Куранот? Фарзовите да велиме. Фарзовите на абдесот што? Фагсилу уџухакум, вашите лица. После кој идет? Рацете до лактови. Добро, но теквит да Елвис, например, лицето и мес на главата, после рацете. Што велиме? Абдесот не му е валиден. Зашто? Зашто сите што го пренесвет формата на абдесот на пратеникот саллаллаху алейхи веселем го пренесе на ваква форма. Пратеникот саллаллаху алейхи веселем никогаш не земал абдес без редослед. И Аллах субхану таала велат учењаците зашто има спомнато допир или триење на главата меѓу оние што се миет. Кој се миет? Лицето, рацете до лактови и нозете до членка. Така? Овие се миет. Добро, зашто може Аллах субхану таала да го остави месот тогаш на крај. Прво да заврши со овие што се миет, после да вели само мес на главата, не? Учењаците велат чим Аллах субхану таала има ставено меѓу оние што се миет месот
Znači, trijenje na glava, ova ti kaže дека mora da биде со редослед. Затоа Аллах субхана тааля ги има ставено на ваков начин. Добро, и 10-тиот услов велит миењето на сите делови од телото кои морат да се измијат. И тие се фарзовите, овие 4 делови на телото. Ова иншаллах со фарзовите на абдесот ќе продолжуваме на другиот дерс. И таму ќе кажеме после формата на абдесот, ќе земам јас абдес овде во живо. Како се земат абдесот, како земал пратеникот салаллаху алейхи ве селем абдес, ќе кажеме формата на абдесот, ќе кажеме фарзовите на абдесот, обавезите на абдесот и пожелни работи на абдесот. И потоа ќе продолжуваме све што се го уништи со абдесот и го расипит на абдесот. Аллах субхана тааля да ни даде корисно знаење. Аллах субхана тааля да не научи до она што не знаеме. Ва aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله да ве награди за саборот и трпението.